после ве одици повторно големото знаме со звездата од Ергина на Бедемидот Самуилов. Кој е поводот денес? Најнапред да ве поправам, тоа е знаме од Кутлеш, не од Вергина. Поводот денешен е слобода за македонските уставобранители. Луѓето кои треба да бидат на слобода моментално се во затвор и ние денеска само иницијативно загрижени граѓани, загрижени македонци излеговме овдека, се собравме, го развеавме македонското знаме и упатуваме порака до сите, значи и сегашни и идни функционери дека тие луѓе треба да бидат на слобода. Што говори ова, тоа апсење, масовно апсење на таа група луѓе, што говори? Тоталитаризам, говори тоталитаризам и говори дека ние македонците во сопствената држава сме заробени моментално, но ќе се ослободиме. Ние веруваме во нас самите и им даваме безрезервна поддршка на македонските уставобранители и сметаме дека тие моментално се во затвор без никаков повод и причина. Смета дека македонците генерално се пасивни? Не сметам. Сметам дека македонците се како феникс. И сметам дека тој феникс полека се крева од пепелта и се воздигнува. Имаме многу непријатели, но имаме и многу пријатели. И домашни, мислам, внатре во државата? Апсолутно. Докторе Патриот по душа, како го толкувате од оваа дистанца апсењето на таа група луѓе? Таа група на луѓе беше наместена. Беше наместена од своите, од структурите на државата, поточно по информации од ДБК. Значи, тие, реакцијата нивна беше после пеењето на албанската химна во парламентот и со тие полтроните, знаеме кој, што требаа тие да се позатвори, што ги отворија вратите, луѓето ги наседна. Значи, тоа беше на голема режија направено и штета е што уставобранителите се позатвори без да гледат нивната фамилија, а децата веќе се пораснати и здрави големи. Значи, ова беше цела една режија за 27 април. Тоа е мое мислење, а и по многу информации. Какви чувства буди тоа кај вас како македонец? Кај мене чувството е гнев во однос на државните органи и пресудата за овие луѓе кои не се криви, кои беа наседнати, значи нема извршено ни убиства, ни никакви работи, а лежат по затвори. Значи, за убиство се лежи 2 до 3 години, а овие им беше дадено по 14 години затвор. Срамота невидена. Значи, не е ова држава, не функционираат кој што е, а гледаме исуството до кој степен е дојдено. Срам. Какви чувства буди кај тебе помислата на апсењето на толку млади луѓе кои што наместо да живеат и раснат своите семејства и деца, црчат по затвори? Јас знам дека еден ден тие луѓе кои ќе дојдат саглан власт во државава, дека тие ќе бидат народни херои. А тоа што скапаја затвор на каму ја мислят овие што се на власт, затоа што и нив ги чекат бетар од ова нив што му се дешават. Му зацрнаја фамилии, дечина немет видено, скапаја по затвори, ни криви ни должни. Како ќе дојдеа на власт, ако не ги отвореше Љубен Арнаудов вративе, како ќе дојдеа, како ќе го донесеа тој Заев на власт да е, ако не се десеше то, му всеа Страв Коски на народов, да зачутит и вистина, едно време ги зачутија. Арно, ама ево се креваат народов, ево гледајте како знаме извеавме за нив. Да се знаит. Пробавте да го поставите прво на Самуилонови забрана? Таму имаат луѓе што работат договор на дело се. Сега, ако го поставевме таму, ќе иземевме на душа, ќе избркаат на работа. И ради тоа не го поставивме таму за него. Дали при го пријавите во полиција, бидејќи претходниот пат имаше и проблеми? Ајде кај се полицајци, ги немаат, идет. И тие веќе се преориентираа, си сватија кај е работата. Кај се полицајци?